Колеги, во оваа видео ја имаме моделацијата на горниот втор преткатник. Како што гледате, тоа е зап кој што е еден од најправилно обликуваните заби од групата на преткатниците. Затоа што ако во претходното видео зборувавме за зап кој што има назначени карактеристични белези во обратна смисла на зборот, сега ќе зборуваме за зап кој што е најправилен и ги има карактеристичниот белег на аголот и на кривината правилно назначени. Она што сакам тука да го продискутираме за да може да ви биде полесна моделацијата, се неколку работи кои треба да ги внимавате кога го правите забот во сапун, а тоа е дека знаете повторно белезите се правилно назначени, меѓутоа сега џвакалната површина е со правилна овална форма. Значи, веќе имаме зап кој што нема бубреговидна форма како претходниот, туку преткатник кој што има правилна овална форма на џвакалната површина. На џвакалната површина повторно треба да направите два тубери. Едниот тубер е букален тубер и другиот е палатиналниот тубер. И букалниот тубер е оној кој што треба да го направите да биде поголем тубер од палатиналниот и повисоко поставен, а палатиналниот спротивно на тоа е помал и пониско поставен. Еве вака ако ги споредите, се гледа дека букалниот тубер го правите да биде и повисоко поставен и поголем тубер за разлика од палатиналниот кој што е помал од букалниот. Понатаму, освен тубери на џвакалната површина, знаете од предавања дека назначувате и фисури, односно го имаме фисурниот систем во облик на латинската буква Х, меѓутоа овој пат тоа е буква со правилно назначени, односно правилно поставени краци. Ако кај претходниот зап, односно горниот прв преткатник, да ве потсетам, беа краци со латинска буква Х со прекршени краци, сега станува збор за правилно поставени краци на латинската буква Х и повторно го добивате фисурниот систем представен од три фисури. Тоа се дисталната фисура, мезијалната фисура и исто така централната фисура која што е најдлабока и централна фисура која што ја поставувате така да го одвои букалниот од палатиналниот тубер и да го направите букалниот тубер поголем од палатиналниот тубер. Знаете за рабовите кои што тргнуваат од врвот на букалниот тубер, тргнува работ кој што оди централно и е прекинат од централната фисура, и од палатиналниот тубер повторно назначувате раб кој што ќе биде прекинат од централната фисура и нормално останатите рабови од соодветно од секој тубер, односно од букалниот тубер покрај централниот раб тргнуваат мезијалниот раб, дисталниот раб и исто така соодветно и од палатиналниот тубер тргнуваат освен централниот раб кој што е прекинат, друг мезијален и дистален раб. Внимавајте на другите испакнувања кои што ги правите на самата коронка на забот, а тоа е испакнувањето кое што го имате во цервикалната третинка на букалната површина, односно Селбаховиот феномен, и знаете дека палатиналната површина треба да ја направите да биде најиспакната во пределот на средната третинка од палатиналната површина. Убаво назначете ги границите во пределот на вратот на забот за да можете да ја добиете убаво потенцирана самата коронка. И со тоа сега можеме да ја проследиме моделацијата на горниот втор преткатник во сапун.